Конечно имаме Ели Пишева, да видиме дали Ева. Здраво Ели, како си ни? Здраво, здраво, добар ден или добро вечер, честитки за почетокот на новата сезона, ви посакувам успех, интересни теми и уште поинтересни гости. Не случајно изборот падна на тебе, бидејќи си експерт. Сега, експерт во она што денеска ни се случува. Луѓето, можеби човекот, од секогаш сакал илузија, но она што не знаеме и можеби на некој се уште му е илузија, како е, што правиш овие денови, дали многу често си на Инстаграм, љубиш ли да правиш селфиња, да постираш или тоа им го оставаш на своите прекрасни ќерки? Па, можам да кажам генерално, како и повеќето од нас кои што во одреден период од животот сме биле јавни лица, имаме потреба од постојано да си го искажуваме ставот и мислењето и да добиваме конфирмации или да влегуваме во дебати со други луѓе кои што ни се блиски или со кои што си ја имаме релацијата на дебатирање. Не можам да кажам дека сум константно на социјалните мрежи, но можам да кажам дека користам различни социјални мрежи во различни периоди и некако ми се поделени за различен тип на комуникација. Да речеме, Facebook има една таргет група со која што сакате да комуницирате, например, одредена содржина која што е позабавна, да кажем, или можеби поопштествено ангажирана, еве така да кажам. На Твитер си ги кажувате мислите во одреден момент, на Инстаграм си се најубавите слики си ги селектирате нели од својот албум, така што користам различни социјални мрежи во различни периоди. И оно што е особено интересно да се комуницира сега, доколку гледаме две различни или три различни генерации, како што е кај мене случајот со моите деца, тие користат сосема различни социјални мрежи од нас повозрасните. Така што моите деца, например, ќе ви кажат дека Facebook е за возрастни луѓе и дека тоа нив не ги интересира. Тие не имаат профил, ниту некош биле закачени на Facebook. Тие ќе користат повеќе Snapchat, TikTok, така што веќе видливо се разидуваат интересите за тоа каде кој од нас според возраст и генерацијата припаѓа и сака да се искаже. А сега нешто Тео подготви со оглед на тоа дека сите генерации сакаат да остават печаток, без разлика дали тоа Facebook и Instagram. Така да што издвоивме за да може подоцна да коментираме. Имаме гледач. Имаме гледач или немаме? Се уште очекуваме, добро. Али пред да покажам што сум спремил јас, да напоменам, вие можете нас да ни савите, дали прашање кон нас, прашање кон Ели, секако се држите нас или ваше мислење околу темата, преку телефонскиот број 02-307-6677, секако и на социјалните мрежи, на Facebook, Twitter, Instagram, црвена линија. Пишете ни, тука сме си. А еве ние што издвоивме за денес. Should be away on schedule in the next couple of minutes or so. Flight time will be 9 hours and 40 minutes. We'll eventually reach a cruising altitude of 35,000 feet. Please make yourselves comfortable. I do hope you enjoy the flight. А ја вака сум на одмор, секато, ако не отидам некаде. Следната слика. Ова многу го Мене ова на хот дог ми личи на... На две виршли? На две виршли. Две виршли спремни? Ова е нешто што јас ќе се дозволам да го коментирам. Станува збор за астронаути кои што еве исто така ги користат социјалните мрежи, Инстаграм, за да долуват како изгледа животот горе. Тоа значи како се мие коса, како се одржува хигиена, како се прехрануваат, но она што е интересно е дека од астронаутите благодарение на
Алатката имаат Wi-Fi, гледаш, имаат мрежа горе во Вселената, можеме да ги видиме најспектакуларните снимки, односно како изгледа од Вселената едно изгресојце, зајди сонце и така натаму. Ја покажуваат реалноста како што е. Па ја вака би ја ние лакосата стубавам нагоре да оди. Да ти помага. Или едно важно прашање, дали сметаш дека некако луѓето стануваат зависни од лајкови? Значи, не зборувам за оние кои што професионално ги користат социјалните мрежи како алатка, туку оние кои што ги користат за да се валидираат меѓу своите пријатели и своето обкружување. Мислам дека е во човековиот карактер да сака да биде прифатен, да им се допадне на луѓето од неговата околина, да добие валидација на тоа што го прави или тоа што го зборува, така што да, дефинитивно стануваат зависни и токму затоа ќе забележите дека и на новите смартфони можете да си поставите и граница, значи доколку сте свесни дека ја преминувате таа граница или сте постојано со часови на некоја од социјалните мрежи, можете да си ставите граница, аларм која што ќе ве предупреди кога ќе ја преминете таа некоја ваша дозволена граница на број на часови или на минути кои што сакате да ги поминувате онлайн. И тоа е сосема добра алатка по мене, заради тоа што навистина човек знае да се занесе. Не само заради тоа што е сконцентриран кон себе, туку доколку користи повеќе различни социјални мрежи, па скокнува лево, десно, па ако нешто се случува во општеството важно во тој момент, или сака да ги следи сите ставови и мислења и додека се свести човек ќе види како поминале час-два. Така што да, мислам дека сите имаат потреба некако да го валидираат своето мислење, својот став, сакаат да добијат комплимент за својот изглед или за тоа што е направено. Верувам што е поставено како алатка да можете веќе да го ограничувате времето што го поминувате онлайн, дека станува некој вид на масовна злоупотреба, да кажеме, на времето на социјалните мрежи. А ние во моментот нашето време малку ќе го одвоиме за да земеме здив, односно да одиме со реклами. Во црвена линија заедно со мене и Тео Ели Пешева зборуваме на темата дали животот на социјалните мрежи е реалност или илузија. А јас ве охрабрувам. Еве, бевте доста активни на Facebook, а сега веќе ве очекуваме со Тео да ни се јавите на 0230766677, па на еден традиционален начин да ни го кажете вашето мислење. А кога веќе зборуваме за создавањето илузија, колку во професионалните акаунти, односно профили на Instagram и Facebook е важна илузијата. Никогаш се темелеше на илузија. Дали може би сега модерниот човек сака да гледа пореални работи? Па ние генерално не би го користеле професионално терминот илузија, бидејќи тоа асоцира дека сакаме да дадеме представа на нешто лажно. Повеќе, да речеме, би се концентрирале на терминот добро чувство или feel good, што се вика, нели? Дека луѓето сакаат да следат убави работи, да гледаат убави вести, да читаат, и тоа ги поттикнува да се вклучат, да бидат поактивни, да коментираат, па дури може би потсвесно да реплицираат тоа што го гледаат, а што сметаат дека е позитивен пример кој што може да го внесе во својот живот. Интересно е дека стартуваат и изборите, локалните избори. Не случајно ќе го поставиме ова прашање кон тебе, бидејќи утре веќе ќе имаме таква тема во црвена линија, а тоа дали сметаш дека ќе има fair play избори? Дали сметам дека ќе има, па не би можела да проектирам, но можам да кажам дека предпоставувам дека ќе биде на сите учесници исклучително важно да бидат дел од една fair play игра и дека доколку забележат дека нивната конкуренција не игра честно, дека ќе реагираат. А искрено предпоставки не би можела да дадам, бидејќи не сум во ниту еден од партиските не штабови, така да кажам, групи кои што работат на изборите, па не знам какви се нивните стратегии, но со тек на
искуството што може да ни го дадат изминатите години, она што го гледаме на изборите од целиот свет, посебно во Европа, еден честен, искрен и директен пристап е тоа што многу подобро поминува во јавноста изминативе години. Не можете така лесно да ги пренесете луѓето веќе од точка А до точка Б без да дадете конкретни објаснувања, да дадете логични размислувања. Значи, сакам да кажам дека и генералната јавност на која што секоја од овие политички партии па и независните кандидати ќе се обраќаат, треба да имаат предвид дека се обраќаат на многу по-едуцирана и многу по-свесна јавност отколку што било пред 15 на години, 10 на години, каде што и начинот на комуникација бил многу поограничен. Сега токму поради социјалните мрежи, коментарите и овој фидбек, значи кој што може да го добијат одговорот, значи од нивните гласачи, мислам дека ќе треба да бидат на готовост секој ден, буквално да можат да сменат стратегија, да фатат нов правец, да поправат тоа што им се сугерира дека е погрешно, или доколку добиваат знаци дека се во вистински правец, да продолжат со посилни активности. Или драго ни беше што беше дел од Црвена линија, ти посакувам многу успех во работата што ја работиш. И мене ми беше драго што е дел од вашата емисија. Се разбира дека е чест и задоволство бидејќи си сепак експерт во она што го работиш, а социјалните мрежи и како се неминовен дел од секојдневието, па дури и во професионализмот, односно како професионална алатка на сите оние кои што сакаат да го пласираат својот производ, себе си, па дури си најде одлично место и во изборите кога се организираат. Ви благодарам на поканата. Благодарам. Чао, чао.